Наместо по коритото, градската река тече низ нивите, па земјоделците бројат штети на земјоделските производи на површина од 10 хектари. За овој проблем тие го обвинуваат Делчевското јавно комунално предпријатие и инертната локална власт. Ише у април месец. Това кога дојде пијаничка со нивие утоварач, булдужер, они изринаа земјата повеќе, а изринаа на кај пумпите, да заштитат пумпите, умогучија водата да крене на тука цела. И сега водата крена на тука и ни на приштета. Скоро цело градско поле сега е под талок. Штети има царевиците, на нагоре царевици, има градини, посадено прас, градина пиперета, компир, кромидо. Кромидо, ја човеко кромидо не е извадил, на тлачење, сега не може да го извади. Кај ја тоа боб, компирам тоа, малку, те бобо назме, се не гнал боб, сега не мога да убер, това се тек това умирсјава, капно, това својки праса. 20 на земјоделци од град ги нашла оваа мака, па сега тие најавуваат тужби на општината со кои ќе бараат и оштета. Значи у април е поднесено до градоначалникот барање. Немаме никаков одговор, штети се гледат и сами, големи се штетите, како ќе се надоместат и кој ќе плаќа не знаеме. Планираме групна тужба со сите други што ни нанесена штета. На незадоволството од земјоделците од град, градоначалникот Шехтански објасни дека чека дозвола за да може да се истрпи песокот и да се врати реката во коритото. Ние можеме тој дел да го санираме тогаш кога ќе добиеме дозвола, песокот кој што е таму да го изнесеме. Во сегашната состојба не може да дојде до некоја побитна интервенција затоа што количината на песок невозможува било што да се сработи. Од јавното комунално предпријатие Брегалница негира дека нината интервенција за заштита на пумпите за вода се причина за овие поплави и засега тие немале можност за никаква интервенција со која би им помогнале на земјоделците.